За големиот христијански празник Великден е објавен и видеозапис од Великденско оро. Станува збор за оро на маестро Милан Завков, само преработено од страна на двајца професори од Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов Штип со уште двајца нивни колеги од Скопје. Позитивни вибрации, одлични коментари по објавувањето на видеото се реакциите на оние кои го виделе. Работевме на едно великденско оро од нашиот почитуван маестро Милан Завков. Идејата дојде сосема спонтано. Работевме заедно со мојот професор Тони Лазаров, со нашите колеги од Скопје. Еве, ќе искористам оваа прилика да ги поздравам. Никола Волкановски свиреше на тапан и Роберт Ангеловски свиреше на кавал, кој се исто така во самото видео. Видеото беше објавено за Великден. Реакциите беа многу добри, не очекувавме толку позитивни реакции. Цело време сме во комуникација и со фамилијата на нашиот маестро Милан Завков. Комунициравме со неговиот брат, поздрав и до него, до Тодор Завков. Од негова страна исто така многу добри реакции, позитивни коментари, исто така негови колеги смо се јавували и на него и му честитале за нашиот проект. Ова оро и претходно се свирало на концерти кои биле организирани од страна на Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов Штип, а ќе се свири на 11 јуни на концертот кој ќе се одржи во театарот при Центар за култура Ацо Шопо во Штип. Јас и колегата Милан Коцев веќе 4 години поред одржуваме така свечени концерти во чест на хармониката. Тоа е 6 мај. Бидејќи ние со нашето училиште имаме доста ангажирани надпревари, посета на семинари, едно друго. Еве, овој концерт ова година ќе ни биде 5 поред. Ќе се одржи на 11 јуни во театарот во Штип. Ова оро го имаме исполнувано и во други наши претходни концерти. Така на идеја со колегата Милан ни дојде дека е убаво орото да го наснемеме за овој убав великденски празник и да ги почастиме еве нашите гледачи со ева наша убава изведба со видеозапис. Мислам дека гледачите добро ќе реагираат на ова. Идејата била Великденското оро да биде објавено на големиот христијански празник Великден, а главна цел е да се оживее ликот на маестро Завков.